прво да ја создадеме основната легислативната основа за простор за зајакнување на неја. Меѓутоа, на крајот, клучот е во самите луѓе кои се избираат и кои ги вршат функциите во областта на судството. Интегритетот на судиите, интегритетот на членовите на судскиот совет. Мислам дека тука самиот закон многу не може да помогне, он може да постави само одредени рамки, но веројатно дека се она што сите овие искуства што ги стекнав во овој период ќе влијаат врз тоа како да се посматра улогата на судството воопшто во општеството, дека тоа е една трета, независна и самостојна власт, што да се бара од луѓето што работат во судството. Препораките на оценската мисија се земени во предвид и денеска еве тука сме да расправаме за тоа дали ваквиот предлог текст ќе ги надмине сите оние предизвици со кои што се соочи судскиот совет изминатата година. Клучен закон е, бидејќи ги уредува во детали, сега подетално уредена постапката за избор, за разрешување на членови на судски совет, за избор, разрешување на судии, дисциплинска нивна одговорност, следење на нивната работа.